Добар ден на сите. Мислам дека сите чувствувате колку овој амбиент се исполни со љубов. И стиховите што ги слушнете. И филмот прекрасно направен, тој млад ентузијазм, веќе со голема мајсторија да допре во внатрешните суштествување на ставите. Со музиката на маестро Джогрев и на младите флейтисти. Токму тој наслов даден на ова збирка Триптих љубов истакнува нешто што Ставле си го носи, тоа да видите од својата најрана младост. Љубовта многу често, ја би рекол и неправедно, се конфронтира со други категории. И знаете ке, омраза, злоба, несакање. Но љубовта е не само како чувство, енергија, туку како чин на постоење, како витална сила, нешто многу над сето тоа. Сите овие ситни работи од другата страна многу брзо се забораваат. Зависи од секој човек дали тој ќе го покае или некогаш ќе се сепне и ќе рече зошто бев тако. Но љубовта нема граници. Таа е секогаш инспиративна. Сите големи, не само уметнички дела, но сите чинови во нашиот живот, со кои се гордееме, настанале токму од љубовта. Затоа што таа е живот, не само животворна, туку е во најдлабокото наше суштествување на оваа планета. И не зачудо, љубовта е покренувач на сите возвишени духовни енергии и религија. Не затоа толку монаси, уметници, предадени луѓе, патриоти ја носат љубовта како нешто што не може да се ниту сокрие, ниту да се изгуби. Таа е нешто највозвишено. Толку заради оваа причина, јас доаѓам со ова малку смешна мајчка, ама тоа е јапонскиот знак за Анахат, за чакрата на љубовта, која секогаш е отворена кон светот и кон најубавите нешта. За Ставле Джиков можам да зборувам многу. Не затоа што долго се знаеме, не затоа што многу добро се познаваме, туку затоа што тој секогаш и во тоа долго знаење и познавање ми изненадува со нешто ново. Тоа сведочи за неговата неисцрпна енергија и во ова негова исповед во филмот. Многу ме трогна што кажа нешто што е највистински, дека тој нагон, таа желба, таа љубов кон пишаниот збор и воопшто кон учеството во животот е она што останува. Е она што на крај краистата го оправдува нашето постоење, затоа што ние сме минливи суштества. Што вели Ставле, некои во порано мислевме дека сме бесмртни, кога бевме во гимназија и дека вечност е пред нас, но потоа течењето на времето не навикна дека сепак има некое свое траење во себе. Но не и во пишаниот збор. Оваа книга е еден чин на Ставле посветен не само на љубовта, затоа што е таа инспиратор за книгата, туку кон љубовта кон творештвото. Ова е негова авторска книга, затоа што тука се неговите стихови кои ја држат оваа книга. Но исто така, тука се луѓето, големите уметници и од светот на литературата, и од светот на ликовната уметност, лични пријатели на Ставле, кои се исто равноправни во создавањето на Триптихот. И сега препрочитувајќи оваа книга, ќе видите, еве само да кажам еден пример,
дека во македонската литература има такви громадни личности, како и во сите други сфери, и во ликовната уметност, и во музиката, за кои некогаш не сме свесни дека сме ги знаеле, познавале, пријателувале, разговарале, затоа што се и човечки суштества, но оно што го оставиле за себе, тоа е величенство. Анте Поповски, Радован Павловски, Михаил Ренџов, со такви луѓе се гордеат и најголемите култури, затоа што се тоа уметници од највисок ранг. Се запрашав, веројатно и Ставле тоа си го поставил како прашање, зашто овие прекрасни сликари и поети воопшто ги ја создавале таа уметност? Затоа што знаеме дека живееле во разни немирни, приватни, обштествени околности, но ете го нашле тој миг, таа слобода, што вели Ставре, да се внесеш во себе и да се излиеш својата душа, чувство, инспирација на хартија или на платно. Тоа е затоа што кај сите нив елементот љубов бил многу силен. Јас единствено можам да ви препорачам да ја читате оваа книга и да уживате, читајки и гледајки ја, затоа што таа е доказ колку еден живот, едно човечко суштествување може да биде богато и важно. Колку може да се потврди кај Ставре во многу сфери, во сферата на правните науки, во сферата на политиката, во сферата на општествениот став, но сега и во сферата на приватното, најчовечко. Дека сите овие работи се прават со љубов и со посветеност. И затоа резултатите се такви како што е. Благодарам.